Господјо Митевска, еве јас ќе ви се обратам како трета постава на Социјалдемократскиот сојуз. Се надевам и ќе се трудам да зборувам полека за да можат колешките позади вас убаво да ви ја запишат контрарепликата. Нема многу да брзам за да ме разберете. Ова е 6-та година како овој министар за финансии го поднесува буџетот на Република Македонија. Во тие 6 години, господине Ставревски, од вашите така наречени развојни буџети, Република Македонија стана најсиромашната држава во Европа. По сите статистички податоци. Заради вашите развојни буџети, 180... Спрема Митовски имате реплика. Не, кажав на Ставревски, господино Митовска и вашиот министер, се извинувам, заради вашите развојни буџети, 180.000 граѓани во Република Македонија живеат со 40 денари дневно. Ви дале да прочитате говоров дека, верувам дека ни вие се сеќавате што сте прочитале, нити знаете што се прочитале. Меѓутоа, вам ви е многу лесно. Навистина ви е многу лесно, затоа што и да кажете, ќе ви се уфрлат медиумите да ја покријат лагата. Ке излезат мас медиумите кои што така убаво дебело си ги плаќате со по 2, 3, 4 милиона евра годишно, за да може да ги покријат глупостите на владата. И после ви е лесно. Она што го кажувавте, колку е добро под оваа власт и колку добро ќе се развие оваа држава, ќе ме молам, отидете во Паланка или кога ќе се вратите вечерва, на оние 1000 луѓе што останаа во рудникот без работа да им го кажувате. Немојте нам овдека да ни го кажувате. На тие 1000 семејства зборете им и објаснете им колку е добра оваа наша држава. На нив објаснете им. Кога им кажувате на пензионерите, така душе грижничи, грижејки се за нив, дека им зголемувате пензии, ги праќате по бањи, ги праќате по убавите плажи на македонските езера. Немојте да заборавите да им кажете дека Никола Груевски летуваше годинава во Израел, плаќаше 1000 евра дневно за смештај во апартманот и носеше ноочари од 60.000 евра за сонце. Кажете им го тоа на пензионерите, за да може да ве сватат зошто секој пензионер сака образложение, зошто неговото внуче со секое покачување на пензијата всушност добива 15 евра зголемен долг за враќање. И лесно ви е вам, ќе ги излажете. Сега ги лажете, Шилегов ги повикувал на кривични дела. Фалсификување пари е кривични дела. Запишете, граѓани на секоја 100 денарка, хаштаг Збогум Никола, завршена е вашата работа. И не се повикувајте на надоените анкети кои што ги нарачувате од Ири. Вашата анкета ќе ве сласа на 24 август.